I'm glad that we are together in this evening. Мило ми е што сме повторно заедно оваа вечер. Do you remember which was the subject that I promised you that we will study? Дали се сеќавате која беше темата што ви ветив дека ќе ја проучиме? Аде јас ви кажав за да разговорите. Како? The loud cry. No. Значи тоа не е за вечерва, се сеќавате? А што ви кажав пред малку за да одговорите точно на неговото прашање? The bridegroom entering. Yes. Тоа било. Okay. There were two questions on the same subject. Тоа беа значи две прашања за истата тема. I will remind you the questions and the correct answers, Ќе ве потсетам на прашањата и на точните одговори and after that we'll begin to study. и потоа ќе започнеме со проучување. It's about the question number 2. Значи прво со второто прашање од тие 20. The parable of the ten virgins is accomplished at. Кога се исполнила параболата за 10 девојки? It's about the moment when Jesus is passing from the holy to the holy of holies. Се работи за моментот, се разбира тоа не е момент, значи денот да речеме, кога Исус влегол од светињата во светињата над светињите, во небесното светилиште. And question under number 14. А имавме на таа тема и прашање под број 14. What is the midnight cry in the Adventist history? Што представува полнокниот вик во адвентистичката историја? And almost everybody says something written in the year 1844. На тоа прашање скоро сите дадоа одговор само во бројки 1844. But nobody give an answer. Но никој не ми даде некој појасен одговор што мисли под тоа. So we will start to study from the Adventist history and from the Bible and spirit of prophecy. Затоа ќе започнеме со проучување на адвентистичката историја, како и се разбира од Библијата и духот на пророштвото. I believe everybody of us knows about the history of William Miller. Верувам дека секој еден од вас ја знае историјата во врска со Вилијам Милер, Who began to study the Bible кој што започнал да ја проучува Библијата, while in the United States of America there were some revival in the Protestant churches. во време кога во Соединетите американски држави постоеше веќе едно верско пробудување во протестантските цркви. He focused his researchers and especially on the book of Daniel. Тој ги насочил своите проучувања посебно во книгата на пророкот Даниел. And in his sermons, in his presentations, И во неговите проповеди и предавања there were two verses that were very important for him and for his messages. имаше два стиха кои што за него лично беа многу важни во сите негови пораки и предавања. One of them is Daniel chapter 8 verse 14. Еден од тие два стиха што посебно се истакнува во неговото проучување е Даниел 8:14, Who says so? Can you read it? кој што вели до 2300 денови и ноќи, во оригиналот е вечери и утрини, и тогаш светилиштето ќе се очисти. Во повеќето преводи гласи така стихот. You have it? Yeah, right. Yeah, okay. And the second one is Matthew chapter 25 verse 6. А другиот стих, кој што заземал посебно место во Милеровите проповеди, бил Матеј 25 глава, чи во параболата, 6 стих. Матеј 25:6. А на полноќ се чу викање: еве го младоженецот, излезете да го пречекате. So William Miller's preaching
was based on these two verses. Проповедите на Вилијам Милер се заснуваа на овие два стиха. For him, both of these verses applies to the end of the times. Според Милер, и двата овие стиха се однесуваат на последното време. He believed that the sanctuary that is to be cleansed in Daniel 8 with 14 Тој веруваше дека светилиштето кое што треба да се очисти во Даниел 8:14 is the earth that is to be cleaned at the second coming of Jesus. ја представува земјата која што ќе биде очистена при второто Христово доаѓање. He also believed that the parable of the 10 virgins from Matthew chapter 25 Исто така тој веруваше дека параболата за 10 девојки од Матеј 25 глава applies at the second coming of Jesus и таа се однесува на второто Христово доаѓање, when the wedding will take place кога ќе се случи свадбата на јагнето или младоженецот. and when a part of the church will be ready for the coming and the part won't be ready for the coming of Jesus. И во тоа време еден дел од црквата ќе биде подготвен за второто Христово доаѓање, а еден друг дел ќе нема да биде подготвен за неговото доаѓање. Now, you can read the code that you have on the screen. It's a quote from Gerard Darmstadt. На екранот имаме еден цитат од еден автор, Джерард Дамштект. It's an article about Adventist history. Во еден негов напис во врска со адвентистичката историја го кажува следното. Во врска со Вилијам Милер, тој чувствувал дека земјата ќе биде прочистена со оган кога ќе дојде Господ, па затоа светите ќе бидат прочистени и оправдани. А па потоа светите ќе бидат прочистени и оправдани. Според тоа и двата настана, и чистењето на црквата, и чистењето на земјата биле взаемно поврзани. Ова било мислење кое преовладувало помеѓу милеритите. So, do you understood? Дали го разбравте ова? Two important verses in Miller's preaching. Значи, два стиха библиски кои што се важни во Милеровото проповедање. Daniel 8 with 14 is interpreted Даниел 8:14, кој што бил толкуван as speaking about the cleansing of the earth as the second coming of Jesus. како очистување на земјата со оган при второто Христово доаѓање. And the parable of the 10 virgins was also applied to the second coming of Jesus. А и параболата за 10 девојки исто така се применувала на второто Христово доаѓање. In this parable there is a cry Во оваа парабола прочитавме за едно викање named in Adventist history the midnight cry. кое што во адвентистичката историја значи имало посебен наслов полноќен вик. And I want to pay attention to this passage, and we open Matthew chapter 25 with 6. Би сакал да отвориме повторно и да обрнеме поголемо внимание во овој текст, значи Матеј 25 глава, кај 6 стих. There was a voice at midnight На полноќ се слушна еден глас, викање, вели овој превод, who was saying, кој што велел: "Behold, the bridegroom comes, go you out to meet him." Еве го младоженецот, излезете да го пречекате. So when Miller was preaching this parable, Кога Милер ја проповедал оваа парабола во свое време, he wanted to tell to the people, to the churches, to prepare for the coming of Jesus. тој сакал со тоа проповедање да ги подготви црквите или народот од негово време да се подготват за второто Христово доаѓање. And Millerites А неговите следбеници или милеритите consider that this preaching is the sound that are calling the churches to prepare for the coming of Jesus. и тие исто така ги сватиле овие пораки како повик до
самите цркви, тогашните протестантски цркви, да се подготват за второто Христово доаѓање. I want to read you now in the same article, Gerard Darmstadt, another quote. Би сакале во истото овој напис од Джерард Дамштек да прочитаме уште еден цитат, кој што гласи вака. Разбирањето на параболата за 10 девици од страна на милеритите имало големо влијание на повторното пробудување. Милеритите, како и останатите христијани, параболата од Матеј 25 глава, од 1 до 13 стих, ја разбирале како пророштво за последните денови. Милер го видел случувањето на полнокниот вик и неговото исполнување во широко распространетото проповедање за скорото Христово доаѓање. So, do you understand? Дали го разбирате ова? Millerites, they believe that they are sounding the midnight cry. Значи, милеритите, како и сите останалите христијани, верувале дека значи, ова се однесува на второто Христово доаѓање и милеритите верувале дека нивното проповедање го представува ова викање на полнок или овој полнокен вик. So they believe that what they were doing was a call for preparing for the wedding. Значи, она што тие верувале дека го прават е возгласување на повикот за подготовка за Христовата свадба. So, for Millerites, значи, за милеритите, both verses, Daniel 8:14 and Matthew 25:6, и двата стиха, Даниел 8:14 и Матеј 25:6, were to have their fulfillment on October 22, 1844. требало да се исполнат на 22 октомври 1844 година. But the day calmed and passed away Тој ден се разбира дошол и си заминал, without anything happening. без да се случи ништо посебно. Jesus was not seen coming on the clouds of heaven. Христос не бил виден како доаѓа на небесните облаци. And from 10,000s of Millerites who waited for the Lord to come in October 22, и десетици илјади милерити, тогашни адвентисти кои што го очекувале Христовото доаѓање на тој датум, thousands of them renounced to the faith. илјадници од нив веднаш се откажале од верата. Some of them returned to their churches. Некои други пак се вратија во нивните поранешни цркви. Some of them continue to create dates for the second coming of Jesus, to invent dates. Трети пак продолжиле да измислуваат датуми за второто Христово доаѓање во And иднина. some of them were begin to teach that Jesus had come, but we did not see him. They did not see him. А некои проповедале дека Христос веќе дошол, само што е невидлив. Now, I want to read some quotes from letters sent between Millerites. Би сакал да ја прочитам и некои цитати што произлегуваат од писма со кои што некои милерити се допишувале меѓу себе. The first one is from a letter sent by Josiah Leach to William Miller. Еве еден цитат прво од Јосија Лич до Вилијам Милер, 2 days after the disappointment. напишан 2 дена по разочарувањето, значи 24 октомври 1844 година. Овде е тмурен и мрачен ден, овците се распрснати, а Господ не дојде. So, the people were scattered, Народот бил распуштен, the Lord was not there, the Lord was not there, Господ не дошол, не бил со нив. and all their expectations were somehow now in a fog. И сите нивни надежи и очекувања сега веќе беа магла. They did not knew what to think or what to do. Тие не знаеле во тој момент што треба да мислат и што треба да прават. Толку биле збркани, значи. The next quote is from a manuscript fragment written by Hiram Edson. Вториот цитат доаѓа од еден
фрагмент од еден ракопис, напишан од Хайрам Едсон, кој што гласи вака: нашите најискрени надежи и очекувања беа распрснати и над нас се спушти таков дух на плач, што го немав доживеано никогаш порано. Се чинеше дека не можеше да се спореди ниту со загуба на сите земски пријатели. Плачевме и плачевме се до мугрите. Значи, цела ноќ плачеле, после полнок. So, can you feel the intensity of their sentiments, of their weeping? Дали може да ја почувствувате, значи, јачината на нивните емоции, на нивното плачење, разочарувањето. They really believed that Jesus would come in October 22. Бидејќи тие навистина верувале дека Христос ќе дојде на тој датум 22 октомври. They really believed that their calculations were okay. И навистина верувале дека нивните пресметки се точни во врска со тој датум. But now they are disappointed. Jesus was not there. Но сега биле разочарани затоа што Христос не дошол. William Miller, to a brother, G.A. Orr, Вилијам Милер пак на еден друг брат, wrote in December Джо Ор, му напишал на 13 декември истата година подоцна, these words. му ги напишал следните зборови. Помина. Следниот ден се чинеше како да беа пуштени врз нас сите демони од бездната. Истите тие кои пред само 2 дена молеа за милост, сега помешани со толпата се исмејуваа, подбиваа и се закануваа со најгнасни хули. So, we have a problem. Имаме еден проблем. We believe Ние денес веруваме that the Millerites movement was raised by God. дека Милеровото движење било покренато од Бога. That God called Miller to preach the present truth for that time. Дека Бог го повикал Вилијам Милера да го проповеда вистината за тоа време. We believe that God lead his workings and his plans he wanted to prepare a people for the second coming. Веруваме дека Бог ги водел неговите активности, неговите планови и целото негово дело на подготвување на луѓето за второто Христово доаѓање. Now we have two major problems. И сега се соочуваме со два главни проблема. Have you an idea about these two problems? Which are these two problems? Имате ли некоја идеја кои би можеле да бидат овие два проблема? Ако го веруваме ова што претходно го кажавме за Вилијам Милер, тогаш кои се проблемите со кои се соочуваме? Меѓу се? Yeah. Например, ја ќе го кажам следново. Како може да верувате дека тоа движење било од Бога, кога она што го проповедале не се случило? How can you believe that his movement was raised by God when the very thing he was preaching did not come to pass? One problem. One problem, but it is not from those two problems that I want to speak further. Не ги погодив јас. Okay, so it is okay what Yanni is saying, but it's not People about... outside are asking that. Yeah, people outside. Non-Adventists are Yeah. asking. But these are for Adventists. Which are two main problems for Adventists? Добро, јас сакав да изнесам нешто што најчесто го поставуваат мнозина надвор од адвентизмот. Меѓутоа, тој мисли конкретно на два проблема што постојат и што се видливи само внатре во адвентистичката заедница. We have started our study with two important verses. Значи, нашето проучување го започнавме со два важни стиха, Who were not accomplished. кои што не се исполниле. Now, the question is, Прашањето гласи вака, and you will understand the two problems, и со тоа ќе ги разбереме овие два проблема. how Millerites should understand now those two verses. Како
Милеритите би требало денес да ги разберат или да ги толкуваат овие два стиха. How must be understood Daniel 8:14? What Како- means the cleansing of the sanctuary? Како би требало денес да го разбираме очистувањето на светилиштето од Даниел 8:14? And what is to be understood by the midnight cry, behold, the bridegroom is coming. И што треба да подразбереме под полнокниот вик, ете го младоженецот, излезете да го пречекате. Again, Gerard Darmstadt, who was trying to speak something about our Adventist history. Повторно ќе цитираме од адвентистичкиот автор Джерард Дамштект, кој што се занимавал со адвентистичката историја. И тој го посочува следното. Значи, два главни проблеми. Барајќи објаснување за разочарувањето од 22 октомври, адвентистите од тоа време требало да решат два главни проблеми. Број 1. Што символизирало доаѓањето на младоженецот, доколку параболата беше исполнување на тоа движење на седмиот месец, и дали доаѓањето на младоженецот не го символизира второто Христово доаѓање. Значи, тоа е првиот проблем. А вториот, кое било значењето на чистењето на светилиштето од Даниел 8:14, ако 2300 денови завршуваа на 22 октомври таа година. So it was necessary for the Adventists, or for the Millerites, let's say, after October 22, Значи, било неопходно за адвентистите, односно за следбениците на Милер, милеритите по 22 октомври, to take again the Bible, повторно да ја земат Библијата во своји раце, look over these two verses that were preached for many years before, повторно да ги разгледаат овие два стиха, кои што беа проповедани со години наназад, and to search for new meanings. и во нив да побараат некои нови значења на истите. I have spoke with Brother Borche some days ago about some seminaries that I prepared for Romanian church. Зборував со брат Борче пред некој ден во врска со еден семинар што го подготвувам за романската црква. What you are seeing here are from that seminaries. Ова што сега го гледате како извадоци е од тој семинар. And he told me that we should study the same things here. И тој ми рече дека треба да ги проучуваме истите нешта и тука. So if you are planning these things, maybe we can do this another time. И ако го планирате и го сакате тоа може да го направиме некогаш друг пат. Our Adventist history is very important Нашата адвентистичка историја е многу важна, because it's about the study of the Bible. бидејќи се работи за проучувањето на Библијата. What the Reformation movement made, Оне што го постигнала реформацијата, односно протестантското движење од 16 век, was, let's say, a little more than discovering the foundational theology of the Catholic Church. Оне што таа, значи реформацијата го постигнала, била нешто само малку повеќе од откривањето на основните теолошки принципи на католичката црква. Those who are leaders in the Reformation movement Оние кои што биле водачи на реформаторското движење, weren't able to go to the writings of the Bible, clear writings of the Bible, of Moses, Jesus, for example, his sayings, and of Paul, не биле во состојба да појдат во Библијата, во списите било кој, значи од Мојсеја преку Христа, апостол Павле. they only rediscovered the theology that was present in the 3rd and 4th century, let's say at the beginning of the Catholic Church. Оно што тие го постигнале, било повторно да ја откријат она теологија, она учење кое што било присутно во црквата во 3-тиот и 4-тиот век, например,
на почетокот на католицизмот. They weren't able to go further from Augustine, to go to the Bible. They stopped to Augustine, they stopped to the parents of the church, the fathers of the Значи church. реформаторите не можеа да отидат подалеку од сваќањата на Августин, тој веќе бил во 5 век, малку да го поправам. The Millerites were raised to make some steps further. Значи, протестантските реформатори не отишле подалеку од сваќањата на Августин и на другите католички оци, значи, од тоа време, 4 и 5 век, а милеритите направиле еден исчекор понатаму. And Miller's sermons and Miller's work went in this direction. А Милеровите проповеди и целото негово дело се движело токму во таа насока. Значи, во насока на откривање на повеќе светлина, повеќе библиски вистини од оно што протестантизмот успеал за време на реформацијата. And the disappointment from October 22 И разочарувањето што се случило на 22 октомври was transformed by God to be a force Бог го обрнал или го преобразил да стане една сила that will send those Millerites, disappointed Millerites, back to Bible, back to study the Bible. сила која што ќе ги поттикне разочараните милерити повторно да ја земат Библијата и да се вратат на незиното проучување. And three names are very important. 3 имиња се многу важни. Hiram Edson, Хайрам Едсон, O.R.L. Crozier, Овен Крозиер and Franklin Hahn. и Франклин Хан, тие тројца. Франклин Би Хан. Yeah. Hiram Edson, while was walking in a cornfield, That was his cornfield. yeah, Хайрам Едсон, он беше собственикот на таа нивата, ченкарна нива, низ која што се движеа заедно со еден друг пријател со него. received a vision about the cleansing of the sanctuary. Додека се движел низ нивата, вие ще се сеќавате пред некоја сабота реков зошто се движеа низ нивата, затоа што се срамеа да одат по улиците за да не бидат исмејувани од неверниците после разочарувањето. Затоа се движеле низ нива. И сега, за време на тоа движење низ нивата, Хайрам Едсон добива визија, видение за тоа што представувало очистувањето, што всушност представувало очистувањето на светилиштето. He understood that the sanctuary to be cleansed was not the earth, but something in heaven. Тој сватил дека светилиштето кое што треба да се очисти не е земјата, како што верувале Милер и неговите следбеници, туку е небесното светилиште, храмот Божи што се наоѓа во небесата. And together with Hahn and Crozier, they began a study, a Bible study from Hebrews, Leviticus, Daniel, Revelation. И целата предстојна зима, овие тројца, Хайрам Едсон, заедно со Франклин Хан и Овен Крозиер, се зафатиле со проучување на Библијата, посланието до евреите, Даниел, Откровение. Crozier was committed by in this group of three to write an article or a brochure about a pamphlet about their discoveries. Крозиер од овие тројца беше задолжен да напише еден напис, значи да издаде еден памфлет кој што ги содржаше заклучоците од сето нивно проучување претходните месеци. In their discoveries now, во нивните, значи, откритија што тогаш ги направија, they applied the cleansing of the sanctuary at the end of those 2,300 days
Го примениле очистувањето на светилиштето на крајот од пророчките 2300 дена и ноќи to the cleansing of the heavenly sanctuary from our sins. на очистувањето на небесното светилиште од нашите гревови. And they showed that in October 22, Jesus moved from the holy to the holy of holiest. И покажале дека на 22 октомври 1844 година Исус поминал од првото во второто одделение на небесното светилиште, од светињата во светињата над светињите. So one problem is solved. На тој начин го решиле првиот од овие два проблема. Agree? Се согласувате? Now the second one must be also resolved. So, Сега требало да го решат и вториот од тие два проблема. in December 1844, Ellen White has her first vision. Набргу по разочарувањето, декември 1844, па само 2 месеца, Елена Вајт, односно тогаш била девојче, Елен Хармон, ја имала својата прва визија. I want you to read some passages from this vision. Би сакал да ви прочитам некои извадоци од оваа неизина прва визија. Ако ја читате рани списи, ако имате дома, може да прочитате цела прва визија на Елена Вајт. Како што Бог ми го покажа во визија патувањето на адвентниот народ до светиот град и богатата награда што ќе им биде дадена на оние кои го чекаат враќањето на Господа од свадбата. We stop here. You wrote the first sentence, yeah? The wedding. Okay. The wedding. Have you seen something interesting here? Дали до сега забележавте во ова реченица нешто интересно? As God has shown me in holy vision the travels of the Advent people to the holy city. Како што Бог ми го покажа во визија патувањето на адвентниот народ до светиот град. And the rich reward to be given those who wait. И богатата награда што ќе биде дадена на оние кои го чекаат. So wait, they are waiting for. Оние што чекаат, што чекаат? For what? The return of their Lord from the wedding. Оние што го чекаат враќањето на Господа од свадбата. Значи Господ треба да се врати од свадбата. So when Ellen White is looking in the vision to the Advent people, seeing them traveling to the holy city, Значи, кога Елена Вајт гледа во визија го гледа патувањето на адвентниот народ до небесниот град, he sees them waiting for the Lord таа ги гледа како го чекаат Господа да се врати, to come or to return from the wedding. да дојде, односно да се врати од свадбата. To return from the wedding. Yes, question? No. Добро. Значи, дали Христос треба да дојде или да се врати од свадбата? Now, you understand your mistake from the second question? Ја разбирате вашата грешка на одговорот од второто прашање. Што беше вашата грешка? We believe that the wedding will start when Jesus will come the second time. Според нашиот одговор верувавме дека свадбата Христова ќе започне кога Христос ќе дојде повтор пат на земјата. But in this vision, the people, the Advent people, are waiting for the Lord to return from the wedding, meaning that Но во визијата адвентниот народ го чека Господа да се врати од свадбата. meaning that Jesus Што значи went already to the wedding. дека Исус веќе отишол, веќе е отиден на свадбата. Значи свадбата е веќе започната. So if Jesus went already to the wedding, the question is when? Според тоа, ако Христос веќе отишол или влегол во свадбата, како младоженецот во параболата, We can read further. прашањето е кога тоа се случило. Да продолжиме. Се чувствувам должна, вели Елена Вајт понатаму, да ви прикажам една кратка сцена од она што ми беше покажано од Бога. Милите светии мораат да поминат низ многу искушенија, зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава.
Зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо. Зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Се обидов да донесам добар извештај и неколку гроздови од небесниот Ханан, за кои мнозина би ме каменувале, како што народот барал да се каменуваат Халев и Исус Навин за нивниот извештај. Според Броеви 14:10. Но ти објавувам тебе, мој брате во Господа, тоа е добра земја, а ние и тоа како можеме да отидеме и да ја имаме. Додека се молев пред домашниот олтар, врз мене се излеа Светиот Дух и се чинеше како да се подигам се повисоко и повисоко, далеку над овој мрачен свет. Се свртев да го видам адвентниот народ во светот, но не можев да го најдам, кога глас ми рече: погледи повсорно, погледи малку повисоко. Тогаш ги подигнав очите и видов стрмна и тесна патека, која се простираше високо над светот. Адвентниот народ патуваше по оваа патека кон градот, кој се наоѓаше на другиот крај од патеката. Понатаму, на едниот од краевите на патеката, позади нив, беше поставена блескава светлина, за која што ангелот ми кажа дека е полнокниот вик. Оваа светлина ги следеше цело време додека патуваа, им ги осветлуваше стапалата за да не се сопнат. So, as you see in this vision, Како што гледате во оваа визија, the midnight cry полнокниот вик stays where? се наоѓа каде, односно кога? If the people of God Значи, Божиот народ се движи по патеката, are traveling to the holy city in this direction, let's say, да речеме, по оваа насока се движат кон светиот град. where is the midnight cry described to be in the vision? Значи, ако патеката оди вака кон оваа насока, значи тоа би било кон In север, the past, in the back of them, значи, yeah? полнокниот вик, таа светлина, полнокниот вик се наоѓа позади нив, на почетокот од патеката. What the midnight cry is doing? Што прави за нив полнокниот вик, таа светлина? Lightning the Give way. light, lightening their path to the holy city. Го осветлува нивниот пат до небесниот, до светиот град. So the midnight cry is not in the future, Значи, полнокниот вик не се наоѓа во иднината, was in the past. туку бил во минатото. Now we can continue. Можеме да продолжиме со цитатот. Тогаш видов завеса со тешки реси од сребро и златен раб на крајот. Беше навистина многу прекрасна. Го запрашав Исуса што има зад завесата. Тој ја подигна со својата десна рака и ме повика да погледнам. Таму го видов прекрасниот ковчег, прекриен со чисто злато, чијшто прекрасен раб наликуваше на Исусовата круна. На него се наоѓаа два светли ангела кои седеа на двата краја. Нивните крилја беа расширени над ковчегот, а со лицата беа свртени еден кон друг и гледаа надолу. So in the first vision that God sent to Ellen White, give to Ellen White, Значи, во првата визија која што Бог ја дал на Елена Вајт, God solved their two problems, two main Бог ги problems. решил нивните два главни проблема. God discovered to them Бог им ја открил both Daniel 8:14 and Matthew 25:6. им го открил значењето и на Даниел 8:14 и на Матеј 25:6. And Ellen White could declare later Елена Вајт можела подоцна да изјави следново. Тоа подоцна значи 1888. Предметот на светилиштето беше клуч што ја отвори тајната на разочарувањето во 1844 година. Тој на виделина изнесе цела низа вистини, поврзани и усогласени, што покажуваа дека големото адвентно движење го водеше Божјата рака и објаснувајќи ја положбата и задачата на Божиот народ, му ги одреди неговите сегашни должности. So the sanctuary, the subject of the sanctuary resolved their problems. Значи, прашањето или темата, предметот на светилиштето, проучувањето на небесното светилиште е оно што ги решило нивните два проблема. And they understood that both these two verses И тие разбрале дека двата стиха applies to the same event.
се однесуваат или се применуваат на еден ист настан. Jesus Christ is moving from the holy to the holy of holies. Тоа е моментот или денот кога Исус преминал од светињата во светињата над светињите во небесното светилиште. In October 22, На 22 октомври Jesus is beginning the last work as high priest. Христос го започнал своето последно дело како првосвештеник, The cleansing of sanctuary. а тоа е очистувањето на светилиштето. In the same day, Jesus is going to the wedding. Истиот тој ден Исус оди на свадбата. Let's see this in another quote. Символично кажам. Да го погледнеме тоа со еден друг цитат. Големата борба, значи може да си го најдете во вашите книги дома. 426 страница. Да, во оригиналот. Секој што наведува страниците во оригиналот. Доаѓањето на Христа како наш поглавар свештенички во светињата на светињите да го исчисти светилиштето, предскажано во Данијел 8:14. Доаѓањето на Синот човечки кај старецот, опишано во Данијел 7:13. И доаѓањето Господова во неговиот храм, предскажано во Малахија. Сето тоа се описи на еден ист настан. Тој настан е представен и со доаѓањето на младоженецот на свадбата, како што го опишал тоа Христос во параболата за 10 девојки во Матеј 25 глава. So, Ellen White is speaking about one event Според тоа Елена Вајт зборува за еден ист настан, described in the Bible in how many verses or кој texts? што во Библијата е опишан со колку стихови или текстови. We have Daniel 7, Значи Данијел 7 глава, Daniel 8, 8 глава, Malachi, во Малахија имаме and 5 Matthew глава, 25. и Матеј 25 глава, значи 4 библиски текста. We will read all these texts and after that we will close. Ќе ги прочитаме сите овие текстови и потоа ќе завршиме. So, Daniel chapter 7, Ќе отвориме прво во Данијел 7 глава. Отворете Данијел, книга на пророкот Данијел 7 глава. starting with verse 9 Каде што ќе почнеме со 9 стих од таа Данилова визија, till 14. значи од 9 до 14 стих. Еве визијата за небесниот суд, што ја видел пророкот Данијел во 7 глава од 9 до 13 стих. Видов најпосле дека се поставија престоли и седна старец. Облеклото му беше бел како снег, а косата на главата негова како чиста волна. Престолот негов личеше на огнен пламен, со тркала како оган што пламти. Река огнена излегуваше и минуваше пред него. Илјада илјади, или преведено милиони, му служеа, и 10 илјади по 10 илјади, или 100 милиони стоја пред него. Седна судиите и книгите се отворија. Тогаш видов дека за искажаните горди зборови што рогот ги говореше, зверот беше убиен пред очите мои и телото негово смачкано и предадено на оган за да изгори. Што го чека НАТО пактот. И од другите зверови власта беше одземена од другите и животот нивни се продолжи само до известно време и до рок. Видов во нокните виденија, а тоа на небесните облаци како да идеше синот човечки, дојде до старецот и застана пред него. End of 30. Okay? Daniel 8, 13-14. Продолжуваме сега со 8 глава, 13 и 14 стих, двата најпознати адвентистички текста. Значи, Данијел 8 глава, 13 и 14 стих. И чув како еден ангел прашуваше друг, велејки, до кога ќе трае тоа?
од видението за секојдневната жртва и за безчестното опустошување, што ги гази светилиштето и војската небесна, значи оно што го правил малиот рок во претходниот дел од визијата, докога ќе трае тоа, и другиот ангел му одговори во 14 стих и му вели 2300 вечери и утрини и тогаш светилиштето ќе се очисти. Okay. Или во некој преводи 2300 денови и ноки. Malachi chapter 3, first 3 verses. Одиме сега во Малахија 3 глава. Да знаете што има во Малахија, што све има во Малахија. Нема само 10 дарови, има многу славни пророштва во Малахија. 3 глава од Малахија, првите 3 стиха. И ете, јас ќе го испратам гласникот свој, и тој ќе го приготви патот пред мене, и ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ кого го барате, и ангелот на заветот кого вие го пожелувате. Ете, тој доаѓа, вели Господ Саваот. Се ова се однесува на Исуса. 2 стих. Но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе издржи кога ќе се појави тој? Зашто тој е како оган што растопува и пепелница што чисти, па ќе седне тој како пречистувач на сребро и ќе ги очисти синовите на Левии и ќе ги претопи како злато и како сребро, за да му принесат жртва со правда. You see, Jesus is going into the Holy of Holiest to prepare a people, to prepare the sons of Levi. Значи, како што гледате, Исус влегува во небесното светилиште, во светињата на светињите, за да подготви народ, за да ги очисти синовите Левиеви. Don't forget that we are a priesthood. Да не забравиме, значи, левитското племе, левитите беа старозаветното свештенство, и ние сме наречени свештенство. The last one is Matthew 25 with 6. И последниот текст е параболата, Матеј 25 глава, just verse 6. 6 стих, кој што веќе 2 пати го читавме до сега. А на полнок се чу викање, еве го младоженецот, излезете да го пречекате. So, October 22, 1844, it's a very important day for Seventh-day Adventists. Значи, 22 октомври 1844 година е многу важен датум за адвентистите на седмиот ден. Then were fulfilled two biblical events. Тогаш се исполниле 2 библиски настана. Jesus was passing for the last office as high priest, the last job. Христос cleansing of ја the sanctuary. започнувал тогаш последната служба, последното големо дело како небесен првосвештеник, очистувањето на светилиштето. And in the same time, he was entering to the wedding. А во исто време тој влегувал во свадбената свеченост или на свадбата. It is the moment at the end of which Jesus will receive the kingdom. Значи, свадбата го представува целиот тој период на неговата последна служба во светињата на светињите. На крајот од таа служба, Христос ќе прими царство. So, while we can speak about the parable of the 10 virgins, Значи, додека зборуваме за параболата за 10 девојки, as other churches are doing, speaking about the second coming of Jesus, ако зборуваме како и другите цркви, дека таа парабола ќе се исполни при второто Христово доаѓање, дека тогаш младоженецот ќе дојде, and we can apply this parable to the end, и можеме да ја примениме параболата на тоа време, значи на крајот. the real meaning of the parable
Сепак вистинското значење на параболата has not application at the end of the world, не ја наоѓа својата примена на крајот од светот, but for October 22, туку 1844. се однесува на 22 октомври 1844 година. Then was Jesus coming to the wedding, Тогаш Христос влегувал или доаѓал на свадбата своја, then the virgins were prepared or unprepared, тогаш овие девици беа пете од нив подготвени, а другите неподготвени, and неспремни. then Jesus was entering to the wedding. И тогаш Христос, рековме, влегувал во свадбата. You must be very aware of these important issues as Adventists. Како адвентисти треба да бидете многу свесни во врска со овие аспекти. Because again, Бидејќи, да кажеме повторно, the reformers протестантските реформатори weren't able to discover the truth of the Bible in all his beauty. не биле во состојба да ја откријат целата вистина од Светото Писмо во сета нејзина убавина. They discovered something from the truth. Тие откриле и откривале само делумно, само нешто од вистината, But not all. но не целата вистина. God called the Adventist church to existence Но Господ ја повикал адвентистичката црква во постоење или ја создал адвентистичката црква. He wanted to give us the Bible to study it, Затоа што сакал да ни ја даде Библијата, да ја проучуваме, and He wants us to study because we need to rediscover the truth about which is present in the Bible about Bible writers were saying. затоа што Господ сакал во Светото Писмо ние да ги откриеме вистините кои што биле запишани, значи, со векови во незините страници, но да го сватиме вистинското значење на тоа што го подразбирале библиските писатели кога ги пишувале тие вистини. If we stop reading and studying the Bible, we stop to be Adventist. Ако престанеме да ја читаме и да ја проучуваме Библијата, тогаш престануваме да бидеме адвентисти. If we stop looking in the Bible for guidance in every aspect of life, personal life, of church life, Ако престанеме во Библијата да бараме упатства и совети, било за нашиот поединечен живот или за црковниот живот воопшто, it's impossible for God to work with us. тогаш на Бога ќе му биде невозможно да работи преку нас. If we have already stopped studying the Bible, Ако веќе сме престанале да ја проучуваме Библијата, God must first work in us and for us Бог мора прво да работи во нас и за нас, before sending this church to evangelize the world. пред да може да ја испрати оваа црква, односно нас, за да го евангелизираме светот. We should rediscover our identity as Adventists Треба да го повторно да го откриеме нашиот идентитет како адвентисти and to take some time to read our history. и да издвоиме време за да ја читаме и нашата адвентистичка историја. It will give us courage to fight the good fight of faith. Тоа ќе ни даде храброст да истрајаме во добрата борба на верата. May the God bless every one of us with understanding and wisdom, Нека Господ ве благослови секој еден од вас со разбирање и мудрост. and I would like that everybody of us can find beautiful times in studying the biblical events in Adventist history, presented in Adventist history. И верувам дека ако читате секој еден од вас ќе најдете, ќе доживеете прекрасни мигови во откривање на некои посебни убавини од адвентистичката историја.
If you have any questions in regard to these subject or other subjects, Ако имате било какви прашања во врска со овој предмет или со некои други предмети, please tell me and we can take evening, maybe Friday evening or Saturday evening to have a questions and answers session. значи, ако имате некои прашања, повелете, кажете ми ги кои се тие и некое време, дали петок, дали сабота вечер, ќе издвоиме посебно време за да одговараме на тие прашања. I would like that all the subjects that we have studied till now to be as clear as possible for this month. Јас би сакал сите предмети за кои што досега проучувавме да бидат разјаснети, што е можно појасни, например, за овој месец. Now we will have a prayer session, but Brother Yanni will tell you about this and how we will proceed. А сега ќе пристапиме кон нашите молитви, како вообичаено за среда навечер.